Централни вести, добар ден и ви благодарам што сте на Канал 5. На почеток насловите од денеска. Бугарија да престане со уцените и да ја гледа пошироката слика. Муцунски со повик Софија да се справи со антиевропските сили. Има и лошо влијание врз геополитичката стабилност во нашиот регион и на европскиот континент. Максим Димитриевски влегува во трка и за трет мандат како градоначалник на Куманово. Преговорите продолжуваат, ке имаме најмалце едно градоначалничко место во Скопје. Ахмети пара предвремени избори заедно со локалните. Документацијата чиста, а дали има лекарска грешка за смртта на 3-годишното дете од Кавадарци, ќе утврдува стручна комисија. Прегледано од дежурен доктор, специјалист по детски болести, проценил дека нема потреба од хоспитализација. Без своја држава, но со длабоко вкоренет и силен идентитет. Ексклузивна репортажа за народот Друзе. Од мојата десна страна е Маџдал Шамс, град под контрола на Израел. Лево е границата со Сирија и Сирија. Трамп не сака да зборува со Маск, откако си разменија закани и навреди на своите социјални мрежи. Акциите на Тесла паднаа за 14%. Од Софија се уште нема одговор на иницијативата на европските челници за организирање средба меѓу председателите на Македонија и на Бугарија, Гордана Силјановска-Давкова и Румен Радев, на маргините на самитот на НАТО, што ќе се одржи кон крајот на овој месец. Откри министерот за надворешни Тимчо Муцунски. Во интервјуто за Канал 5, дадено за време на посетата на Париз, тој ја повикува Бугарија да престане со уцените и да биде фактор на стабилност во регионот. Со Муцунски разговараше Ивана Стојановска. Министре Муцунски, известувачот Вајц го откажа расправата и гласањето за нацрт извештајот за напредокот на Македонија, кој што вклучува и резолуција за македонскиот идентитет, по низата навреди упатени кон него за време на седницата. Како го коментирате сето тоа и очекувате ли дека овој извештај ќе биде сепак изгласан од АФЕТ и од страна на Европскиот парламент? Извештајот е одложен, не е откажан, што го сметаме како охрабрувачки чекор, и тоа одложен за неколку недели. Во таа смисла се уште има простор тој да биде усвоен на некој од понатамошните пленарни седници на Европскиот парламент. Од наша гледна точка, како земја кандидат, земја која што бидејќи не е представена во Европскиот парламент, не може непосредно да влијае врз неговата содржина, сметаме дека е балансиран извештај, но извештај кој што дава многу конкретна слика по однос на нашиот идентитет и нашиот јазик, нешто што сметаме дека е охрабрување. Нашата надеж е дека истиот ќе биде прво прифатен од страна на Комитетот за надворешна политика на Европскиот парламент и потоа и од пленарната седница. Согласно информациите кои што ги има и самата јавност, постои консензус помеѓу најголемите групи во Европскиот парламент по однос на содржината на тој извештај. Секако, ние тоа активно го следиме и во наша директна комуникација со представниците на најголемите политички групи, во наша директна комуникација со огромен број пратеници во Европскиот парламент. Тоа е нормален процес, спомна и премиерот. Тој лично, јас како министер за надворешни работи, сме постојано ангажирани на сите процеси кои што влијаат на нашата европска интеграција. Тоа се често и процеси и во Европскиот парламент, во Советот, во Европската комисија, и ќе продолжиме ние со нашиот проактивен ангажман, кој што секако е врзан со тие клучни национални позиции кои што ги имаме како држава. Дека пролонгирањето за расправата околу извештајот се совпаѓа и со јунскиот НАТО самит, на кој што се очекува евентуална средба и помеѓу председателката Силјановска-Давкова и бугарскиот председател Радев, и доаѓа некако во услови, би рекла, на заострени односи меѓу двете земји. Што очекувате и од самата средба и како ги коментирате моменталните односи меѓу Македонија и Бугарија? Прво, јас би рекол дека ние треба да бидеме рационални. Ние треба да цениме во какво време живееме. И не мислам дека е добро меѓу соседи да има заострени или односи кои што се под влијање на различни форми на тензија. Ноторен факт дека со своето дејствување во надворешната политика,
Бугарија влијаеше на влошување на билатералните односи помеѓу двете држави, но исто така и создавање на една тензија помеѓу народите, кој што е неприродна и не треба да биде таква каква што е. Бугарија треба да биде свесна прво за својата одговорност како земја членка на Европската унија, но исто така да има и развиено свест дека двете држави се партнери во НАТО алијансата и дека ваквото действување како што го има во моментот за негативно влијание врз нашиот евроинтеграцијски процес не ги подобрува билатералните односи, но исто така има и лошо влијание врз геополитичката стабилност во нашиот регион и на европскиот континент. И во таа смисла јас секогаш повикувам на рационалност и свесност во Софија, но и кај другите земји членки на Европската унија за потребата од поспешување на нашиот пат кон полноправно членство. На самитот во Хаг има една иницијатива предводена од раководството на Европската унија за организирање на средба помеѓу двајцата председатели. Ние комунициравме со председателката Силјановска Давкова, постојано се координираме и со нејзи и со премиерот Мицкоски по овие прашања. Таа иницијатива од наша страна е прифатена. Се надеваме на одговор од бугарска страна, бидејќи сметаме дека треба да седнеме заедно и да дискутираме како сите овие процеси влијаат врз нашата земја, врз Бугарија и врз целиот регион. И очекуваме позитивен одговор. За жал до овој момент кога го правиме интервјуто со вас, немаме позитивен одговор, но тоа беше една тема која што ја отворивме и со нашите пријатели во Париз денес, за која што разговараме и со сите наши сојузници, не само со раководството на Европската унија, туку со сите наши сојузници и во НАТО и во Европската унија. Очекуваме позитивен одговор и очекуваме да се организира таква средба во рамките на самитот во Хаг, каде што отворено ќе ги представиме аргументите кои што и двете страни ги имаат. Така, како коментирате онаа декларација која што едногласно беше усвоена во Бугарското собрание, со која што практично посочуваат дека нема план Б за Македонија на патот кон Европската унија и во ова насока исто така и одбивањето од бугарска страна за посредништво и последен таква понуда имаше од еврокомесарката Марта Кос. И јас не мислам дека имаме план Б. Имаме план А тоа е полноправно членство во Европската унија. Но прашањето е по кои принципи ќе одиме по тој пат кој што сите посекуваме да одиме. Ако е принципот уцена и барање кои што не соодействуваат со вредностите на Европската унија, барање кои што излегуваат надвор од стандардите и критериумите на Европската унија, тогаш навистина е тешко да се дискутира. Ако зборуваме за мерит, за критериуми, за реформи, тука план А е план А, тој е тој што треба да го спроведеме. И во таа смисла тоа е пораката која што ние постојано ја пренесуваме. Јас следам дека во Бугарија има антиевропски сили кои што многу негативно влијаат на процесот на подобрување на односите помеѓу двете држави, но на крајот на денот има антиевропски сили во нашата држава. На наша одговорност како влада е да превземеме одговорноста кон Европа и кон регионалната стабилност. Истото го очекуваме од нашите колеги во Софија. Да го разберат времето во кое што живееме, да имаат сериозно гледиште кон процесите кои што се случуваат околу нас и да развијат свест дека за да обезбедат стабилност на целиот регион, треба да престанат со уцени, треба да почнеме да разговараме рационално и да почнеме да разговараме за сето она што може да не обедини. Има многу што може да ги обедини двете држави, но прашање е пристапот каков е. Нашиот пристап треба да биде пристап на заедништво и пристап кој што ќе значи прифаќање на реалност, не негирање на нашиот јазик и нашиот идентитет, па уште одење до таму да се постави временска рамка на каков е нашиот јазик и каков е нашиот идентитет. Тоа е нешто што е недозволиво за времето во кое што живееме и тоа е нешто што прво очекуваме Европа да не го прифати, Европа да ја признае реалноста во рамките на своите институции, а потоа ние низ призма на реалноста се движиме кон иднината. Председавачот на Централниот одбор на ЗНАМ, Игор Филков, најави дека председателот на партијата и актуелен градоначалник на Куманово Максим Димитриевски ќе влезе во трка и за трет мандат, иако преговорите со ВМРО ДПМН се уште се во тек. Филков како министер за правда најави и брифинг следната недела околу новиот изборен законник и останатите закони од реформската агенда. Здравко Димитров ја следеше неговата пресконференција. Актуелниот градоначалник на Куманово и председател на партијата ЗНАМ, Максим Димитриевски, влегува во трката по трет мандат, потврдија од партијата на денешната пресконференција.
Министерот за правда Игор Филков, кој е воедно и председаваш на Централниот одбор на ЗНАМ, рече дека преговорите за поддршка на предстојните локални избори од ВМРО ДПМН во некои општини се во тек, а за сега може да се потврди дека ќе имаат свој кандидат во најмалку една од скопските општини. Во моментот преговорите се во тек, но на што можам да ви го потврдам и да ви го кажам за сигурност е дека ние ќе имаме кандидат во градот Куманово. Тоа е нашиот председател Максим Димитриевски. Преговорите продолжуваат, ќе имаме најмалце едно градоначалничко место во Скопје и други места широм републиката за кои што се уште траат преговорите. Запрашан за тоа дали ЗНАМ ќе поддржи промена на изборниот модел со една изборна единица, тој рече дека партијата е подготвена да оди на избори без разлика на тоа каков модел е предвиден. Филков каже и дека во текот на следната недела Министерството ќе организира брифинг за прашањето околу промената на изборниот законник, но и другите закони кои се дел од реформската агенда. Ние како ЗНАМ искрено сме спремни уште утре да има избори, сеедно со било каков модел. Во рамките на Министерството ќе биде организиран поголем брифинг следната недела, каде што ќе ви известиме за сите тековни активности, каде што ќе биде направен пресек со осврт на реформската агенда. Темата за една изборна единица на територијата на целата држава повторно се актуализираше откако премиерот Христијан Мицкоски изрази подготвеност пратениците на ВМРО ДПМН да поддржат ваква промена, доколку биде опфатена и диаспората. По ова експресно ЛДП и Демократски сојуз повторно поднесоа предлог закони, но кога тие ќе се најдат на собраниска седница останува непознато, ниту пак дали дотогаш ќе се постигне консензус за ова прашање меѓу сите позначајни партии. Предвремени парламентарни избори заедно со локалните побара лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети синоќа на централен настан во Чаир по повод 23 години од основањето на партијата. Политичките партии во Европскиот фронт се координираат. Во комуникација сме со сите конструктивни политички сили во земјава. И мислиме дека на локалните избори ќе бидеме силен фронт за да владееме успешно со општините. Но воедно сме силно определени и заедно со локалните да имаме предвремени парламентарни избори. Тоа го бараме зашто тоа е спас за сите нас и за одржлива стабилност, истакна Ахмети. Водостојот на Преспанското езеро и натаму драматично се намалува. Нова закана и загадувањето со пестициди од овоштарниците. Треба помасовно, значи самите земјоделци да преминат кон органско производство. Здравствениот инспекторат не најде пропусти во медицинската документација за случајот со 3-годишното дете од Кавадарци, кое пред неколку дена почина на пат кон Скопје. Сепак од ДСЗ велат дека ќе иницираат формирање стручна комисија што ќе може да утврди дали има лекарска грешка, вели за Канал 5 директорот на ДСЗ Кирил Лазов. Во меѓувреме родителите бараат од надлежните на докторката што го прегледувала детето во Кавадарци да и се одземе лиценцата за работа. Сања Трајковска-Ставров. Уредна е медицинската историја за случајот со 3-годишното дете Блаже од Кавадарци, кој пред неколку дена почина на пат до Скопската клиника, потврдуваат за Канал 5 од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. По направените инспекции кај матичниот лекар во општата болница во Кавадарци и детската клиника во Скопје, во медицинската документација нема пропусти, вели доктор Кирил Лазов, директор на здравствениот инспекторат. Тој потенцира дека инспекторатот нема надлежност за да утврдува дали во случајот има лекарска грешка, но ќе побараат формирање на стручна комисија која ќе може да каже дали лекарите постапиле соодветно или детето требало веднаш да биде хоспитализирано. На 3.6. во 5 часот детето било донесено во ЈЗУ општа болница со проширена дејност Кавадарци од страна на неговите родители, прегледано од дежурен доктор, специјалист по детски болести, кој врз основа на прегледот и испитаните параметри проценил дека нема потреба од хоспитализација. Државниот санитарен и здравствен инспекторат, согласно член 296 од Законот за здравствена заштита, ќе поднесе иницијатива до Министерот за здравство за формирање на комисија
Родителите на малиот Блаже велат дека се скршени од болка и се уште не се свесни што им се случило. Иако не сакаат да говорат пред камера, во телефонски разговор за Канал 5 велат дека нема да се откажат од правдата и бараат на дежурната докторка во Кавадарци која првично го прегледала нивниот син да и се одземе лиценцата за работа. Кобната ноќ ја молевме докторката да ни пушти возило на брза помош за да си го спасиме нашето синче, а таа нервозно и вулгарно ни се обрати, ни викаше и не избрка од болницата. Таа тврдеше дека детето кое имаше кислородна сатурација 100 и пулс 54 е добро и дека не му е ништо и сакаше да си заминеме дома. Нашиот 3-годишен син ни почина во раце на патот Кавадарци до Скопје и пред патарината душичката наша почина. Бараме од надлежните да и се одземе лиценцата за работа на докторката што не убедуваше дека нашето дете е добра, што не ни даде со итна помош веднаш да отидеме во Скопје. За нашата болка треба да има одговорност. Дали во овој случај ќе има кривичен прогон, треба да одлучи обвинителството, кое се уште ги чека обдукцијските анализи. Од судска медицина пак за Канал 5 велат дека работат, а веднаш откако испитувањата ќе бидат завршени по службен пат ќе ги испратат до обвинителството. Последните 2 пациента кои се лекуваат на ургентниот клинички центар во Белград, повредени во пожарот во Кочани, денеска се пуштени од болничко лекување. Се работи за 23-годишно момче и 24-годишна девојка, кои своето лекување ќе го продолжат тука во Македонија. Докторот Милан Стојчич, раководител на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија во клиничкиот центар, рече дека со тоа сите 17 пациенти кои биле примени на 16 и на 17 март годинава се успешно лекувани. Благодарност до лекарскиот персонал во ургентниот клинички центар во Белград изразија двајцата пациенти и македонскиот амбасадор во Белград Никола Тупанчески, кој беше и присутен на денешното отпуштање на пациентите. СДСМ и денеска продолжи со серијата пресконференции посветени на истрагата за пожарот во Кочани. Денеска обвинуваат дека намерно се крие изворот на пиротехниката со која што беше предизвикан пожарот во дискотеката Пулс. Зошто МВР на Панче Тошковски досега не испита кој нелегално во Македонија шверцува пиротехника и како пиротехничките средства завршиле во дискотеката Пулс комната вечер. Дали доколку се дознае потеклото на пиротехниката, истрагата ќе дојде до најблискиот периметар на луѓето околу премиерот. Сега само прашува дали постои пријава во обвинителството дека потеклото на пиротехниката во дискотеката Пулс е од фирма на најблиското опружување на Мицковски. ВМРО ДПМН бара јавното обвинителство дотвори истрага за испумпувањето десетици милиони евра од ЕСМ откако беше објавено новинарско истражување кое води до Вице Заев, братот на поранешниот премиер. За да може да профитираат Зоран Заев, Вице Заев и Венко Филипче, биле направени мрежа на фирми и посредници за ископ, транспорт и продажба на јаглен од Грција на ЕСМ. Јагленот, кој од Грција се продавал кон мрежата на фирми за 30 евра, бил препродаван во Македонија на ЕСМ по цена и до 82,5 евра. Заеви продавале скап јаглен на ЕСМ, а Филипче уживал во придобивките на милионските бизниси низ разни луксузи кои што му ги приуштувале. Овој скандал и афера од размери од неколку стотици милиони евра мора да има разрешница и одговорност. Водостојот на Преспанското езеро и натаму драматично се намалува, а нова закана за езерото е и загадувањето на водата од неправилно фрлање отпад од овоштарниците, но и хемиски отпад. Во обид за спас, Европската унија почнува кампања под мотото "Преспа, разбуди се за чиста животна средина". Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Климатските промени го сушат Преспанското езеро. Водостојот на езерото се намалува. Само Калта како сведок потсетува на намалените ниски количини на дожд и снег.
и човекот е на список од фактори за намалување на езерото, како користењето на водата за системите за наводнување од страна на Грција, Македонија и Албанија, како и користењето на водите од реките кои се вливаат во езерото за хидроцентрали. Марија Карлепуровска е адвокат, но традиционално го работи овоштарството. За да ги видиме последиците од самата промена, треба помасовно, значи самите земјоделци да преминат кон органско производство, со тоа што со тек на време, веројатно тоа би придонело за намалување на сите климатски промени, вклучително и сушење на Преспанското езеро, предпоставувам, или доколку тој процес зависи од повеќе фактори, тогаш зачувување на квалитетот на водата. Градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски објаснува дека нема потврда за зголемена количина на пестициди во езерото. Се прескапи за некој да ги истура или да ги isfrла. Ние едва и кубуриме за да ги наполниме тие прскалки, а не камоли да ги истураме. Не можам да кажам дека комплетно свеста и совеста кај граѓаните за одлагањето на паковките од пестициди е на највисоко ниво. Од Хидробиолошкиот завод Охрид објаснуваа дека потребна едукација на земјоделците во делот на одложување на органски отпад и пестициди, фекалните води и чистење на мртвите трски. Она што е позитивно е што општината вложува во изградба на прочистителни станици, што се најважни за чисто езеро, велат од Хидробиолошкиот завод. Органското загадување, кое што пред се во себе го вклучува и фекалното загадување од комуналните водите домакинствата, како и нутриентите, азотот и фосфорот, кои што исто така представуваат нутриенти кои што доспеваат во езерскиот екосистем, го збогатуваат езерото со нутриенти и органски материи, односно ја зголемуваат продуктивноста на езерото. Со самото тоа доведува до големо искористување на овој есенцијален елемент, кислородот, односно доведува до аноксични, односно бескислородни услови. Од Министерството за животна средина за Канал 5 потврдија дека мониторинг на квалитетот на водата во делот на загадување од пестициди не се врши континуирано и нема информација дали ваков тип на мониторинг во моментот спроведува некоја институција. И Канал 5 се вклучува на акцијата Преспа разбуди се. Со оваа еколошка акција се прави за да се спаси овој регион, од езерото, почвата до се она што представува белег за Преспанскиот регион. А од Преспа ве носиме на високите предели на Голанската висорамнина, на линијата која ги разграничува Израел и Сирија. Таму живеат луѓе без своја држава, но со длабоко вкоренет и силен идентитет. Народот Друзе. Во продолжение, ексклузивната репортажа на Јован Ѓорговски од срцето на нивната заедница, градот Маџдал Шамс. Замислете народ и религија, скриени високо меѓу планинските вровови. Луѓе кои живеат таму каде што историјата често се испишува гласно, а тие тивко избираат да ја чуваат својата. Изолирани, но не и одсечени. Во срцето на случувањата, а одлучни да останат своји. Народ кој носи својата традиција не како товар, туку со гордост, внимателно, достоинствено и далеко од вревата на светот. Во северниот агол на Голанската висорамнина, таму каде облаците се сретнуваат со камените вровови, е Маџдал Шамс, или на македонски кулата на сонцето. Тука живее заедница чиј идентитет е вткаен од историјата, молкот и вербата. Тоа се друзите, народ без татковина, но со длабоки корени. Луѓе кои не се бројни, но се непоколебливи. Друзите не се верба која се шири, туку се завет што се чува. Нивната религија е таинствена, не од срам, туку од светост. Само доколку двајцата родители се дел од друзе народот, може да станете дел од оваа религија. За сите останати тоа не е дозволено. Само мал дел од нив имаат пристап до целосната духовна доктрина, која пак не е напишана во ниту едно свето писмо, туку се пренесува од колено на колено. За нив животот е верба во себе, преку чест, лојалност и заедништво. Зборот тежи колку камен, а ветувањето е свето како молитва. Маџдал Шамс не е обично село, тоа е раскрсница на идентитети. Сириски во срце, израелски по документи, а друзе во душата. Од прозорците на куќите луѓето гледаат кон Сирија, земја која им е блиска по крв, а далечна иако се на самата граница. Од мојата десна страна е Маџдал Шамс, град под контрола на Израел. Лево е границата со Сирија и Сирија.
Голанската висорамнина важи за едно од најоспоруваните места на планетата Земја. Вулканското плато кое важи за портан кон Дамаск и кон Сирија, уште од далечната 1967 година е под контрола на Израел. Војната во минатото поделила цели семејства, а поради новата линија на контакт меѓу Израел и Сирија, голем дел од роднините од двете страни за блиските дознавале преку мегафони од околните ридови. Доказ дека крвта не признава граници. היום ישראל לא בגבול הזה, היא בפנים. כל הכבישים האלו חדשים. אז תסתכל עליו, היא באזור ער, כאילו לפחות 25 קילומטר מכאן. Но дури и овде, новие височини каде времето понекогаш изгледа како да мирува, болката не прашува каде ќе удри. Случувањата во регионот не го поштедија ниту Маџд Шамс. Пред неполна година, ракета истрелена од Хезбола го погоди фудбалското игралиште во миг кога таму играат деца. Гласни, живи, безгрижни. 12 животи изгаснаа, деца на возраст од 11 до 16 години. Меѓу нив, браќа и сестри, братучеди, соседи, соученици. И Венес Сафади. Незиниот татко Адам не пречека токму на тоа игралиште. Гордо говореше за неговата ќерка, иако неговиот поглед беше вперен некаде далеку во хоризонтот. ביום הזה, בשעה 18 דקות, שיצאה זעקה, כל הכפר עמדה על הרגליים. אנחנו לא רגילים לזה. פתאום תוך שניות שמענו את הפיצוץ. רק הגעתי לכאן וראיתי את העשן השחור, לקחתי אוויר, אמרתי בוא, הולך להיות משהו אחר. נכנסתי לפה בתור איש סגל רפואי, רק נכנסתי מהשער, לצערי. Во срцето на религијата на друзите лежи едно необично и моќно верување – реинкарнацијата. За нив смртта не е крај, туку премин. Секоја душа, велат, се раѓа повторно, веднаш и без одлагање. Поради тоа, тагувањето е ограничено. Само 2 месеца им се дозволени на најблиските. Повеќе од тоа, веруваат дека ќе наштети на душата во новиот живот. Ќе ја донесе немир, болест, несреќа. Телата не се погребуваат на традиционален за нас начин. Наместо тоа, нивните коски се чуваат во семени гробници, како символ на припадност, но и како знак дека телото е минливо, а душата вечна. Денот го завршивме во домот на Фаузи Сафеди, каде не бевме гости, туку дел од незиниот мал свет. Дом каде се зборува и арапски и еврејски, каде спомените од минатото живеат заедно со надежта за иднината. גדלת בו ב-500 מטר, נולדתי, גדלתי, התחתנתי באוקראינה. התחתנה בחור מהכפר, עם 15 שנים בסן פרנסיסקו, יש להם 2 ילדים. למדתי עברית אחרי גיל 55, אני עברתי קורס בכפר. На ѕидовите од незиниот дом фотографии на роднини во сириска униформа, од времења кои денес изгледаат како нечи туѓ сон. Но покрај тие спомени, со почит зборуваше за израелските војници кои, како што кажа, секогаш се добредојдени. Кај нив велат, мора да се изедат најмалку 3 чинии, за домаќинот да не помисли дека не сте сретни или пак не ви се допаѓа оброкот. И ние јадевме, не од учтивост, туку од срце. И јагнешко, и хумус, и пилав, и салати, пита леп и сок од калинка. За крај со традиционално црно кафе и кутија со цреши како подарок за сладок пат, да заминеме со чувство дека видовме нешто ретко. Едноставен живот кој обстојува меѓу граници, загуби и неизвестности. На место каде височините се стрмни, се подсетивме дека достоинството и хуманоста знаат да бидат најсветли таму каде што светот некогаш изгледа најтемен. Во спомен на починатите, православните верници денеска ја одбележуваат задушница во пресред на големиот празник кој што доаѓа в недела, Духовден. Верниците пак од исламска вероисповед денеска го слават празникот Курбан Бајрам, вториот најголем празник на муслиманите по Рамазан Бајрам. Карактеристично за празникот е принесувањето жртва Курбан, која има символика на приближување кон Бога. По повод празникот, државниот врв во земјава упати честитки до сите муслимански верници. Председателката Силјановска порача дека овој празник ја истакнува благородноста на човекот и мотивира за грижа за сите членови на заедницата. А премиерот Мицкоски испрати порака за почитување на различностите, бидејќи на тој начин, како што напиша, ќе биде изградена држава на среќни и на задоволни граѓани. Тоа беше се во централното издание. Пријатна вечер со Канал 5.